Ја би сакал да додам тука во делот на конкурентноста и отварањето на новите пазари, бидејќи тоа е една круцијална работа во делот на земјоделските производи, во примарното земјоделско производство, но и во секундарното производство, тоест преработките. Познато е дека Македонија е земја, аграрна земја со голем земјоделски потенцијал и со производство на квалитетни земјоделски производи, но исто така и на секундарни производи или преработки во прехранбената индустрија. Она што досега ние го направивме е отварање на нови пазари, светски стратешки пазари, познавајќи, започнувајќи од пазарите на Европската унија, Евроазиската економска унија, Соединетите американски држави, кинескиот пазар и така натаму, австралискиот континент, нема каде не се застапени нашите производи. Сето она што го правевме е во делот на поддршка и потикнување на земјоделскиот сектор и прехранбениот сектор во делот на застанување и зацврстување на нивните позиции, бидејќи познато е и тоа се случува секојдневно да нашите земјоделски производители и нашите преработувачки капацитети се на голем удар од се поконкурентни производи кои доаѓаат од целиот свет во Република Македонија. Успеавме и тоа беше и една од главните стратегии во земјоделско-прехранбениот сектор, да им помогнеме на сите сегменти во земјоделско-прехранбениот сектор, за да можат и во домашниот пазар да бидат поконкурентни, но и да бидат конкурентни на сите странски пазари, но конкурентноста е исто така и поврзана со квалитетот на самите производи. Успеавме да произведеме многу квалитетни производи и знаеме дека сите наши производи се пласирани на претходно споменатите пазари без да имаат никакви проблеми. Сето она што се работи беше во делот на создавање на добри и бренд производи за да може да се задржат на пазарите. За разлика, како што и господинот Димовски спомна, дека секоја влада, одговорна влада, мора да биде на терен секојдневно со проблемите на земјоделците, но и да има стратегија најмалку неколку месеци претходно пред да се појават проблемите, потребно е сега веднаш да се реагира, особено во делот кој што е актуелен кај праските, а праските овие рани и средно рани сорти имаат многу краток рок на траење, значи имаат само неколку дена. Тоа треба веднаш да се реагира, бидејќи освојањето на пазарите е долгорочен процес, а губењето на пазарите е многу брз процес и еднаш губење на пазарите, еднаш губење на довербата кај партнерите кои ги имаат нашите стопанственици, тешко ќе дојде до враќање на истите пазари и тешко понатаму на оние земјоделци кои ќе го изгубат или преработувачка индустрија кој ќе го изгуби пазарот. Многу вложен труд, многу енергија и многу финансиски средства има вложено и државата, но и самите стопанственици и земјоделци да ги постигнат и стандардите, и количините, и квалитетот, да се отворат пазарите за да се изгубат за многу брз рок. Тоа би било трагично доколку се случи, а се сомневам во истото, бидејќи нерешавањето на проблемите и изнаоѓање на некои краткорочни адхок решенија кои нема да ги решат реално проблемите, тогаш може многу лесно и многу брзо да ни се случи она што стварно не би го посакале никој од нас, а тоа е губење на пазарите, а пред се тоа ќе значи и губење на нашите земјоделски производители, не посадување или не сеење на одредени култури, а веќе имаме и информации дека се влезени и увезени големи количини на праски и покрај овие праски кои нашите земјоделски производители не може да ги пласираат ниту на домашниот, ниту на странските пазари. Ова би било стварно еден погубителен факт доколку дојдеме сето она што ние како ВМРО ДПМН во изминатиот период го работевме, да ги ставиме на едни силни и јаки основи земјоделските производители, нашите компании да бидат и конкурентни, да бидат и квалитетни, да бидат и признаени во светски рамки. Нашиот бренд веќе нашите брендови на земјоделски производи, прехранбени производи се навистина веќе се слушаат во светот, се прочуени, имаат долгорочни стратешки партнери, но една грешка може сето ова како кула од карти да го сруши и веќе враќањето назад е многу тешко.